Потрошувачката кошничка само во март пораснала за нови 836 денари. Тоа почитување е рекорден скок кој што директно ги погодува семејните буџети. Денес, за да се покрие синдикалната минимална кошничка, потребни се речиси 3 минимални плати. Тоа значи дека едно семејство кое живее од минимална плата не може да си ги дозволи ниту најосновните трошоци – храна, лекови, сметки. Владата во својата прва година од владењето јасно им покажа на граѓаните дека ниту планира да ги штити од идните економски ризици, ниту има јасен план што ќе прави за да го подобрува стандардот. Платите нема да растат како што растеа до минатата година, минималната плата нема да расте. Владата најавува нов начин на пресметка на кошничката. Наместо за 4 члено ќе се пресметува за 3 члено семејство, а одморот и овошјето ќе се третира како луксус и ќе се исклучат од калкулацијата. Се што се прави од страна на Мицкоски и ДПМН е во насока на замајување на јавноста, ставање розеви на очари за сите поубаво да гледаат, наместо поубаво да живеат. Затоа бараме веднаш да се преземат мерки за справување со ценовната криза. Да се обезбеди раст на минималната и просечната плата во чекор со растот на трошоците за живот.